Добро вечер. За во понеделник е одложена комисиската расправа во Собранието за извештајот на специјалната јавна обвинителка. Тоа е последната информација од дневникот до почетокот на вечерашната топ тема. Што се случуваше деновиве во Собранието е само дел од нашата вечерашна дебата. Фокусот го ставаме и врз најновиот конфликт меѓу специјалното јавно обвинителство и кривичниот суд. Еве што донесуваме. Нови преписки меѓу специјалното јавно обвинителство и кривичниот суд, правни недоследности, неукост или обструкции, кои ја премина црвената линија на раздвојување на правото и политиката во собраниската дебата за извештајот на СЈО. Што може да се очекува во иднина? Освен ова, кон крајот на вечерашната топ тема ќе можете да го проследите интервјуто со романската обвинителка Лаура Ковеши, која е начело на институција која е пантан на македонското специјално обвинителство, но зад себе има веќе огромна бројка од над 4800 затворени зад решетки, поранешни, актуелни функционери, министри, пратеници, сенатори, бизнисмени. Меѓутоа, за тоа подоцна почнуваме со сето она што е актуелно со и околу специјалното јавно обвинителство, а за тие прашања мои вечерешни гости се господин Звонко Давидовиќ, адвокат. Добро вечер и добре дојдовте. И господин Александар Наков, адвокат, поранешен обвинител, судија, човек кој ги поминал сите судски инстанци. Обврзан во ова големо и долго предизборие во кое се наблюдува и работата на медиумите, обврзан сум да кажам дека покана за гостување во вечерашната топ тема беше упатена и до дел од адвокатскиот тим на лицата за кои се предпоставува дека се дел од првите обвиненија кои што ги поднесе специјалната обвинителка Катица Јанева, но нивниот одговор беше дека имаат заземено принципиелен став да не истапуваат во јавноста, освен на официјалните судски рочишта. Господине Наков, би почнал со вас и со она што не со собранието, туку со она што се случува деновиве на релација специјално јавно обвинителство кривичен суд, а е поврзано со едно од двете први обвиненија кои што ги поднесе специјалната обвинителка Катица Јанева. Во еден од вашите последни настапи јавни рековте, ве цитирам, верувам дека обвиненијата се така склопени и стокмени за да издржи на суд и час поскоро да се дојде до пресуда. Но еве се случува нешто друго. Што не е стокмено? Очигледно во нашата судска пракса постојат варшини. Ќе морам да се вратам многу наназад. 2001 година ние имавме предмет со прислушкувани материјали во кој беа офатени двајца бивши функционери. Тогаш 2003 година се поднесе обвинение, колку што се сеќавам, обвинителен акт, не обвинителен предлог. Таквиот обвинителен акт беше прифатен од страна на судот, стапи на снага и заврши како што заврши со пресуда. За разлика од тој случај, сегашниот случај, за кој го посечувате ова моја излагање од претходно во некоја друга емисија, ни покажува дека имаме дефинитивно два аршина. Не се ставам на страната на специјалниот јавен обвинител, меѓутоа сметам дека во рамките на овластувањата дадени од страна на законот, таа ги има преземено сите мерки, сите активности, за да може да излезе со вакви обвиненија кои понатаму, по мене и по мојот длабоко убедување, ќе дадат еден правец и на некои други нови обвиненија. Господине Давидовиќ, што не е стокмено убаво во овие обвиненија, па се случи првото да биде вратено со образложение дека специјалното јавно обвинителство не ги декласифицирало информациите содржани внатре. Вака, тоа е нешто што прво морам да се согласам со колегата дека постојат двојни аршини и очигледно е дека и овде во конкретниот случај исто.
Сме имале многу пати обвинение, знае и колегата, бидејќи учествувал во малте не истите предмети, дека се доставувани често пати и докази каде што не е извршена декласификација и тоа го прават во текот на постапката. И никош не било спорно да се почне предметот, особено што на одбраната често пати, и тука сега зборувам како адвокат, не е дозволено дел од доказите веднаш да види, него кога ќе се изврши декласификација или треба да имате дозвола за да ги видите таков вид на информации класифицирани. Се очекуваше дека ќе има обструкции и дека ќе има двојни аршини во однос на постапувањето на кон специјалното јавно обвинителство и редовното обвинителство или она за организиран криминал. Вие сте сведоци. Не само по однос на мерките на предпазливост и мерката притвор која беше предлагана, туку еве сега се покажува во една друга фаза, кога е веќе поднесено обвинение, да се однесуваат на сосема поинаков начин, нешто што до сега на обвинителството не му се случувало. Вие сте се соочували со предмети во кои имало класифицирани информации, вие сте дел од шпион. Не само шпион, секој втор предмет има класифицирани информации, тоа стана многу популарно. Шпион е популарен, вчера имавме судење за затворени врати за за предметот диво населје. Прашањето е сега и дилемата меѓу јавноста, бидејќи јавноста не ги познава многу тие стручни термини. Судот го одбива, бидејќи специјалното јавно обвинителство не ги декласифицирало. Што значи? Чија е таа обврска, бидејќи денеска имаме и една друга преписка во која председателот на Кривичниот суд, господинот Панчевски, отворено го напаѓа специјалното јавно обвинителство дека не си ја знае работата или како што стои во неговото соопштение, вели дека со начинот на кој што незаконито постапува, доведува до ризик класифицирани податоци и информации, со класифицирани податоци и информации, овозможува тие да протечат во јавноста и да се нанесе многу поголема штета. Да не се ставам во улога на судија, меѓу специјалниот јавен обвинител и председател Панчевски, меѓутоа не е јасно на јавноста кој треба да ја направи таа декласификација. Не се слагам со председателот Панчевски од причина што сметам дека специјалното јавно обвинителство не е Катица Јанева, специјалното јавно обвинителство е еден тим од стручни, спремни луѓе кои за да донесат одлука секако секој предмет поединечно го разгледуваат сите и на крајот донесуваат одлука на обвинителството. Така и во конкретниот случај. Не сакам ни да се посомням во тоа дека тука има направено некој пропуск или грешка, како што нагласува председател Панчевски. Господин Давидович, многу тешко. Едно на друго се слични соопштенијата на председателот на Кривичниот суд и никош нема конкретно. Се незаконито, се некој друг незаконито постапува, единствено он го познава законот. А неговиот суд функционира катастрофално. И вие сте свесни и дури се посочуваат определени предмети, дури и во извештаите и малтине и во извештајот на Прибе, каде што неговиот суд го ја водеше јустиција. Се кршат копија околу шпион, се кршат околу куп предмети. Класифицирана информација е информација која што содржи определен податок. Имате закон за класифицирани информации, кој што оној што ја создал става степен на класификација од државна тајна, доверливо, строго доверливо, интерно, и тој кој ја создал информацијата може да изврши декласификација или, ако измине времето кое е битно или настан се случи, до тогаш е класифицирана информацијата. Оно што сакам да ви го кажам значи, во случајот се работи за предмет за уништување на класифицирани информации во УБК и сега декласификацијата треба да ја изврши УБК. Зошто тога се посочува дека тоа треба да го направи специјалното јавно обвинителство? Не е така. Тоа е една од работите кои ви ја кажам. Второ, ако вие, еве конкретно го спомнавте преска шпион, ако тврдите дека определена информација, определен податок за конкретен обвинет и конкретен податок се спомнува во шпион определени персонални досија меѓу другите работи.
представува државна тајна. И таа државна тајна го судите човекот зашто ја одал. Имате кривично дело. И вие понатаму инсистирате да извршите декласификација на информација која више не е тајна. Декласификација на информација значи дека незината тајност прекинува и е достапна на целокупната јавност. Ако некој излезе и вие го судите, одаде државна тајна, и таа државна тајна веќе не е тајна, се во јавноста процурила, каква декласификација барате? Затоа ви ги поставувам овие прашања, бидејќи соопштението на суда, предметот обвинението се враќа, бидејќи материјалите внатре не се декласифицирани. Меѓутоа, ние вчера, еве да не биде шпион вашиот случај, меѓутоа ние вчера имавме затворено судско рочиште, едно од низата за диво населје кое што беше затворено за јавноста токму заради класифицирани информации кои што се разгледуваат во текот на предмет. Дали е ова потврда за вашата теза дека има навистина двојни аршини тука? Апсолутно. Јас останувам на тоа дека двојни аршини постојат. И ден денес се применуваат зависно од случај до случај. Морам да напоменам дека англосаксонското право, како врв на правната прагматика, пракса, значи еднаш применето право, еднаш применет една норма, важи за секојаш понатаму. За жал кај нас не е така. Зошто не важи, например, одлуката на истиот суд, значи Основниот суд Скопје 1 на 3 март годинава, одби да му ги даде на специјалното обвинителство доказите за случајот Пуч со образложение дека од нив не е симнат предзнакот државна тајна. Значи судот веќе еднаш прифатил предмет. Сега што е играта? Играта е од кое обвинителство доаѓа? Па очигледно. Очигледно е. Па тука е двојните аршини. Едниот аршин важи. Едното правило важи за специјалното јавно обвинителство, другото правило важи за редовното јавно обвинителство. Ние мора да расчистиме една работа. На удар специјалното јавно обвинителство. Дали сте вие чуле некаков напад или некако непримена на право што вика колегата од страна на судот во однос на обвинение на редовното јавно обвинителство? Атакот е специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, моје лично убедување е тешко ќе се справат со тоа или ќе дојдат до ситуација, таму треба двотретинско мнозинство да дојде до укинување на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, очигледно е дека редовното пак јавно обвинителство, бидејќи, ајде да речем, представува некое партиско крило, ако се втурне во некаква авантура, за 24 часа ќе биде сменет. На што ги темелите таквите проценки? Искуствени се тие проценки. Одлично искуство? Да. Господине Давидович, уште едно прашање се наметнува во однос на ова многу стручна наводно расправа која што се поведе меѓу двете институции, а тоа е конечно и прашањето кој се во една таква постапка треба да има соодветни сертификати за пристап, почнувајќи од сите инволвирани во постапката. Од вас, адвокатите и сите оние што се во судница. Кој се треба да има одреден вид на сертификат за да може да се... Одбраната, обвинителството, сите оние кои доаѓаме во допир со, дури и судиите имаат сертификати за класифицирани информации. Не е тоа спорно. Спорно е начинот на кој се постапува при едно обвинение, она што го спомнавте. Затоа што еве имате конкретни примери, вие сами ги кажувате, ние ги знаеме уште десетина, каде што на различни начини постапува кривичниот суд. Зависно од кое обвинителство доаѓа. Свесни сте дека до сега се што не се случило основното јавно обвинителство или особено за организиран криминал да побара информација од централен регистар и да не ја добие. Незамисливо. Специјалното јавно обвинителство мораше да влезе во централниот регистар физички, да одземе материјали. Нонсенс. Бараше човек, да ве подсетам, од финансовата полиција.
Не го доби. Се дигна голема бука, не можеа да работат, не можеа да функционираат. И некако на крај се испаѓа дека е вперено против специјалното јавно обвинителство. И точно е на крај она што го вика колегата, дека тоа специјално јавно обвинителство не е Катица Јанева. Јас ги познавам малтене сите обвинители во тоа специјално јавно обвинителство. Тоа се наши колеги кои работеа во редовното обвинителство, каде што имаат позади себе еден куп обвиненија кои што се процесуирани и пресудени. Значи резултирале со најчесто осудителни пресуди. И тоа е добар кадар. Тоа е кадар на организиран криминал, обвинителството или на основното јавно обвинителство. И сега наеднаш се наоѓаат во специјалното јавно обвинителство и они немаат поима од работењето. Долго е ова сообщение од Основниот суд, во кој дел малку е измешано, дури и така како што е напишано, дел содржи јас како председател, дел понатаму во име на судот, а подпишано е од судот. Меѓутоа, отворено ја поставува дилемата судот за некадарност или неспособност на специјалното јавно обвинителство. Не би сакал сега да го читам цела страна. Станува збор според вас за некадарност, имајќи ги предвид сите овие примери за поинаква пракса или пак за директни обструкции? Да не применувам тавтологија, да го повторам колегата многу убаво, умесно кажа, не може тие луѓе што до вчера биле прекрасни обвинители, солидни обвинители, кадарни обвинители, сега да не чинат. Ние еднаш треба да си го поставиме пред себе прашањето за реинженеринг на целосниот правосуден систем. Што значи тоа? Тоа мислам колегата целосно ќе се сложи. Дека кај нас е веќе необходен реизбор на суди и јавни обвинители. Генерален реизбор. Крај. Само така ние можеме да дојдеме до крајот. Вака, ние може да се пропекуваме, да правиме дебати, не знам колку. Крај нема да има, верујте. Еден ваш колега, новинар, морам да го цитирам, пошто вие нас не цитирате, кажа, не постои председател кој има повеќе деманти во своето работење него пресуди. Тоа е председателот на Основниот суд. Во сите негови соопштувања до јавноста е ја како председател единствено го познавам правото, никој друг не го познава правото. Ние адвокатите, еве сега ни специјалното јавно обвинителство, никој. Секој од што зборува против тој суд врши обструкција на тој суд од новинарите и врши притисок. Али ајде се вратиме назад. Тој председател не суди. Како он констатира стручност или нестручност на специјалното јавно обвинителство, орган за кого он не е ни надлежен. Он мора да постапи и он е надлежен за раководење и организација на судот, која не ја прави многу успешно, од една проста причина што добар дел од неговите судии се сега на судење во Битолскиот суд за истрага која он ја почна, јустиција. Што да ви кажам понатаму? Доколку ми дозволите, ја би сакал да додам, кога зборувам за реинженерингот и за генерален реизбор на суди и јавни обвинители, сакам да додам дека во нашиот систем, по мене, по моје длабоко уведување, голема грешка е и давањето на доживотен мандат. Јас сум присталица на одреден мандат, мандат кој ќе значи трајање на одредено време и одговорност за извршените работи пред оној што те бира, односно собрание. Не е тоа малку враќање назад, бидејќи доживотниот мандат беше како своевидна гаранција за сигурност и за... Практично и правично. Некако нација сме само бендици, не помислиме дека многу брзо све учиме и све знаеме. Сите атрибути кои ги дадовме на судската власт за да функционира самостојно и да не биде во шепите на политиката, не вроди со плод. Ако ви имате траен мандат, ја милион пати ова сум го кажал, веќе ме мрзи да го зборувам. Ако сте им дале траен мандат, ако сте им дале орган кој нив ги избира, значи независно од собранието или владата, ако имаат свој буџет, како успеа да дозволат да бидат, што е очигледно, во рацете на извршната власт, воопшто, навистина не е јасно. Постојат судски системи кои што не постои власт која не ќе да стави шепа. Тоа милион пати сум кажал, добра алатка е судството, многу јак инструмент за да ги задоволите своите потреби, работи, желби, интереси. Али судството во другите земји знаело да одолее. И знаело да се одупре затоа што судската одлука
е нешто против што можете да се жалите само во судска постапка и никој друг не може против неа и мора да ја спроведе во живот. Важи за сите. Доколку ми дозволите, би сакал да додам на сето ова што кажа колегата. Обвинителската работа е специфична работа. Обвинителот е тој што прибирајќи по добиена пријава, прибира податоци. Законот за кривична постапка е ист и за специјалното јавно обвинителство и за редовното јавно обвинителство. Редовното јавно обвинителство веројатно редовно си ги добива бараните податоци, специјалното има проблеми, има невидени обструкции. Сето тоа доведува во ситуација да јавното обвинителство може има се спремно, ама го нема она најбитното по мене, тоа се материјалните докази. Затоа колегата убаво посочи, мораше специјалното јавно обвинителство да влезе за бајлето во раните утрински часови во Централниот регистар. Зошто? Они можат најдоследно да ви го дадат тој одговор. И ја имам искуство и знам зашто се прави тоа така. Ако нема фактор на изненадување, фактор на време, резултатите на начин како што се постапува кон специјалното јавно обвинителство нема да дадат плод. Обструкциите ќе продолжат, ќе бидат се посилни, а целта е единствена. Да се обструира јавното обвинителство, да не се дојде до обвиненија онакви како што ќе одговарат, што ќе бидат обстојни, а за тоа секако се потребни материјални докази. Законот за кривична постапка дозволува јавниот обвинител, односно јавното обвинителство, да бара од државни органи, институции, податоци кои се должни во рок од 30 дена да му ги дадат. У пракса тоа не е така. Да, но во притворничките предмети рокот е 8 дена. Ова беа тие така наречени обвиненија по скратена постапка кои што не одат на оценка. Ако во таков тип на обвиненија се занемарува сета судска пракса и се наоѓаат повторно странични врати за да се одложат или вратат, што да очекуваме со наредните кои влегуваат во редовна процедура, а редовната процедура значи оцена на обвинителниот акт и многу поширок спектар за враќање и влијанија на кривичниот совет и одолговлекување. Не е тајна, јавна тајна е дека сега Општинскиот суд, Основниот суд Скопје 1, има и како проблеми во поглед на распоредите внатре во кривичното дело. Знаете зошто? Зошто? Затоа што некои бегат од добивањето на обвиненија, обстојни, издржани, кои што јас нагласувам, знаат што ги чека. Сето тоа, бегањето од правдата и од делењето на правдата, на правичноста, примената на правото и правичноста, може да ги доведе и судиите до вратата на специјалното јавно обвинителство. Јас стално нагласувам и ќе го кажам и во ова студио. Кај нас, злоупотребата на службена положба во кривично дело е кош. Во него влегува и кршење на закон од страна и на судија, и на јавен обвинител, па ако сакате, и на председател на држава. Чекайте, велите бегат, нели е тоа воспоставен електронски систем, се... Вие сте не случајно се насеја. Тоа е машина. Колега, ќе ми дозволите? Се извинувам. Слободно, слободно. Тој систем го рани човек, така? Така е. Има бекап у системот, ајте, има. Знаете што е бекап? Предпоставувам дека би требало да има и тоа хранење би требало може да многу оди лесно според да се провери одредена дали програма. баш така е направено или баш овие две дотични судики се ставени на конкретните параметри. Нема имате друг систем, зависи акмисот од колку судии и кои судии бира. Сте виделе вие од кои судии бира? Као една од можностите. Тврдејќи дека Акмисот сам избира, многу чудно тој Акмис избира определени судии и се јавуваат во определени предмети и еве почнаа судиите да барат неплатени отсуства, да барат платени отсуства, одмори во ек на сезоната, односно кога се суди, а не во судска ферија, што до сега беше незамисливо. Сакам да погледнеме еден прилог околу тоа зошто специјалното јавно обвинителство побара иземање на судијката Лидија Петрова, па ќе го продолжиме овој дел од дискусијата околу тоа дали случајно или неслучајно работи и системот за избор на суди.
Од СЈО денеска соопштија дека бараат изземање на судиката Лидија Петровска од случајот со обвинението за насилствата во општина Центар во 2015 година. СЈО смета дека судиката е дел од бомбите и затоа се сомневаат во непристрасноста на Петровска. Ова јавно обвинителство поднесе барање за изземање на судија, бидејќи постојат околности кои предизвикуваат сомневање во незината непристрасност во донесување на одлука, од причини што истата судика се јавува во содржината на јавно објавените незаконски прислушкувани разговори, соопштија од СЈО. Името на Лидија Петровска го споменува екс-директорот на УБК Саша Мијалков, кога со друга млада судика расправаат кои судии били избрани на функција. Колешката на Петровска ја оговара дека таа со Сваровски накид, кај тогашната председателка на судот Скопје 1, се изборила за судската позиција. СЈО ги врати доказите во судот за случајот затоа што смета дека на витални документи и правилници потребни за работење на УБК не треба да им се одземе одзнаката државна тајна и доверливо, поради штетата што може да се нанесе. Судиката Петровска бараше декласификација затоа што оценила дека некласифицирани документи не може да бидат користени од судските служби. СЈО пак врати дека судот, како и секоја друга институција, законски мора да има вработени кои може да работат со класифицирани документи. Тоа беше прилогот на колешката Кристина Мачкич, кој што малку не враќа и на почетокот, но ја отвара и ја отвара онаа дилема што ја поставив дали сите судски службеници ги имаат потребните сертификати за работа и дали судот тоа треба да го знае претходно за да не се доаѓа во вакви ситуации, бидејќи сите други објаснувања за отфрлање заради наводна не декласифицираност на информациите не држат. Вие знаете и работите, тој суд работи со оделението, обвинителството за организиран криминал, дури има оделение судечко за организиран криминал. И нормално е, таму имаме постојано класифицирани информации со различно ниво на класификација. И ако сте председател на суд, она што го збориме, и водите сметка за работењето, морате, не треба, него морате да знаете и мора да имате луѓе кои го имаат сертификатот. И судиите и администрација кои би имала сертификат за работење со класифицирани доверливи информации. Она што беше интересен разговорот, тоа е уствари сега називот на судството, Сваровски судство, од овој разговор потекна. И ако е прашањето, еве Акмисот го додел, да веруваме, на судиката, ама она е дел од бомбите. Специјалното јавно обвинителство е формирано токму за да ги испита неовластено прислушкуваните разговори и да утврди има или нема кривични дела и она што е кривично дело да го процесуира. И јас би се сомневал во објективноста да сум специјален јавен обвинител ако некој од судиите се спомнува во бомбите и начинот на изборот, се сеќавате разговорот е во моето тефтерче и во твоето тефтерче, начин на избор на судии, па повторно се враќаме околу она колку е судството со траен мандат самостојно и непристрасно и онда доаѓате во ситуација дека луѓето кои треба да ги гоните, можеби, значи за кои постои сомневање, вие ви го избрале судијата кој треба да ви го суди предметот. Тоа е далеко од памети. Добро, останува да видиме да сепак 3 дена, колку е законскиот рок во кој што треба да се произнесе председателот на судот, дали ќе дојде до изземање на предметната судика Лидија Петрова. Меѓутоа, следејќи оваа логика која што ја наметнува кривичниот суд, оваа нова логика во однос на декласификација, дали тоа значи дека сите материјали, например, кои што се во моментот за шпион, бидејќи тие се во постапка, за диво населје се декласифицирани и дека јас како новинар или мој колега може утре да поднесе барање до судот и да ги добиеме како јавност, бидејќи тие се влезени во постапка, ако ја примениме истава логика. За жал нема иста логика овој суд кога се работи за специјалното јавно обвинителство и другите обвинителства. Тоа е што уборно ви го кажуваме и безброј примери и вие самите кажувате. И тоа не можеме више да го дозволиме. Значи, би било смешно да не се во прашање човечки судбини.
Ние имаме стотици луѓе кои се во притвор во Мигов за многу полесни кривични дела него оние што ги најавува или поднело специјалното јавно обвинителство. Но и самото специјално јавно обвинителство, што јас го поздравувам како адвокат, не бараше дури ни притвор, бараше за еден. Нормално, кривичниот суд тука одби нешто што не му се случило на редовното обвинителство. Но логиката на постапување со комплетно запазување на сите човекови права и слободи без обзир што се работи за лице кое осомничено, не е осудено, ги запазува. И значи го подигна критериумот на многу повисоко ниво во таа заштита на човековите права, за разлика од другото обвинителство кое не го следи тој тренд. А таму ни судот не го следи тој тренд, оти ги уважува сите предлози за мерки за предпазливост. Со други критерии. Така е. Во поглед на притвор. Господин Наков, кога сега би биле во позиција на обвинител и онака уверен дека се вие стокмено во обвинението, како што изјавивте, и дека сигурно влегувате во судница, а ќе ви се случат вакви обструкции, како би реагирали? Што му преостанува на СЕО, освен... Два пати го потенцирате тоа стокмено. Јас тоа ќе ви го кажам на еден друг начин. Јавниот обвинител има посебни маки. Ми се допадна тој израз стокмено кој што упатува дека е направено според сите нишани. И јас знам да кажам многу пати дека јавниот обвинител му става на тацна на судијата 2/3 од работата. Значи тој треба само да земе лъжицата или вилюшката и да го изведе она што му е поставен. Маките, за да се стокми едно обвинение, ги има јавниот обвинител. Да не се занесуваме дека ние јавните обвинители се случајни личности. Тоа се луѓе со исклучителни способности за прибирање на докази, за барање на докази, сенс, да употребите форезика, да извршите увид на лицо место и т.д. и т.д. Знаеш што се колегата, веројатно и вие ме сваќате во целост. На сето тоа, круна се материјалните докази. Ако ги имате материјалните докази, тек тогаш јавниот обвинител може да со сигурност по себе да биде убеден дека предметот ќе му мине во судот. За жал. И при така стокмини предмети во судот предметите не идат. Почнувајќи од предлозите за притвор, замената со кукни притвори, гледаме сега и кукните притвори паѓат и така натаму и така натаму. Мојот длабоко убедување е дека сите луѓе од обвинителството, специјално редовно судство, одат на обуки. Тие обуки значат почеток во академијата на примена на нови методи, нови знаења, нови форензични достигнувања од светски размери, што значат дека таму постојат планови, програми, на тие програми стратегии, како да се дојде до целта. Во тој контекст е и моето кажување дека све треба да е стокмено, ако се постапува по тие правилни игри. А каква е атмосферата за работата на специјалното јавно обвинителство, особено по последните денови на отворена не само критика, туку и остри напади кои што ги слушнавме во собранието, по кратката пауза за реклами. Жестока дебата, тешки зборови за некадарност и непрофесионалност се слушна од собраниската дебата од страна на дел од пратениците пред се од владеачките партии на адреса на специјалната јавна обвинителка по повод расправата за нејзиниот едногодишен извештај. Пред да продолжиме со дебатата во студиото, да слушнеме кратки извадоци. Мислам дека вие се играте мајтап со нас. Некои викаат немало елоквенција, немало ова, немало она, јас сега го тврдам спротивното. Вие, господјо специјален обвинител, се играте мајтап со институцијата што ве создаде. Вие се играте мајтап со пратениците кои што ви изгласаа. Зошто? Заради тоа што она што ви е обврска, она што елементарно мора да го доставите тука, не сте го доставиле. Дополнително лажете, ви кажав зашто, дополнително се заканувате на пратеници што не ви е допуштено и сето тоа собрано на куп излегува
равно на мајтап. Грешка е тоа што не викате и барате образлагане за нашите предмети. Нашите аргументи, нашите предмети се упатени кон судот. И ова време што го користите да напад на нас, само покажува колку не сакате ние да се работиме работата. Не се плашам да ви одговорам на сите прашања и на тоа што сметам дека треба да ви одговорам. За друго, лично, јасно и гласно ви кажувам дека нема да ви одговорам. Знаете ли вие колку има криминал во разговорите? Не сте задоволни од бројот на... Вие кажете 5 милиарди евра. Не сте задоволни од бројот на отворените предистражни и истражни? 5 милиарди евра. Вие кажавте 5 милиарди евра. Ја бев единствената која што против вас гласавте, отворено ви го кажувам. Сите talking heads ве гласа, јас гласа за законот, но јас не ве гласав. Бидејќи не можам да замислам дека во 21. век, во една модерна Македонија, каква што сакам да ја видам, некој што работел само на бракоразводни парници, на фалсификувани патни исправи, може да се зафати со организиран криминал. Вие докажавте дека тоа е нивото и тука треба граѓаните да ги ограничат своите очекувања. Ова беше само мал исечок, имаше и многу поостри и многу пожестоки реплики што можевме да ги слушнеме во собранието. Дебатата продолжува во понеделник. Меѓутоа, општиот заклучок е сериозен напад врз јавното обвинителство, отворени пораки дека тоа веќе ја нема поддршката од најголемата партија која што гласаше за практично и основањето на оваа институција и за изборот на првиот човек. Која премина црвената линија на разделување на политиката од правото, на една редовна, нормална процедура на известување и отчетност и сето тоа да се претвори во политиканство што го гледавме денови во собранието? Пратениците или обвинителката? По моје лично убедување, пратениците, јас тука би сакал да нагласам дека дефиницијата на луделото според Ајнштајн гласи дека работите не се решаваат на ист начин и со истите луѓе. Очигледно, кај нас е нужна промена. Промена на политичката сцена, промена на луѓето, жалосно е, фрапантно е ова што го слушам од еден професор, академски граѓанин, професор на факултет, да дава дефиниција за специјалниот јавен обвинител. Ваква, таква, со тон на омаловажување. Се извинувам, само да ве прекинам. Мора да знаеме дека специјалниот јавен обвинител има во предметите работи, односно докази и за суди, и за пратеници. Така да нападот за мене е очигледен зошто е таков. Да, но без оглед на тоа што таа го има во незината папка, а ние не знаеме, може ли таа да си дозволи да тврди дека пратениците собранието е нелегитимно, со што си ги подкопува собствените позиции, бидејќи е избрана практично. Имаме ли лоши потези од таа страна? Она алудира на тоа дека се, бар ја така го разбирам тоа, нелегитимни, имајќи во поглед дека веројатно има одредени сознанија за нерегуларните избори. Како гледате вие на оваа дебата и што сето ова значи за натамошната работа на специјалното јавно обвинителство? Очигледно е дека има страшни критики од позицијата, одбранбен став и од опозицијата. Но интересно е што не беа суштински прашања поставени околу низиното работење. Она е таму да поднесе извеште за своето работење. Најголемиот дел од дискусиите беа за низината личност и капацитетот. Што мислам дека во мигов не се прави и јавен конкурс и избор на специјален јавен обвинител. Но се бара податоци за плата, за приходи, за ова, таа одби да ги даде. Тоа е во ред и тоа како извештај треба да го добие, верувам дека го има во извештајот и финансискиот дел. Она што е интересно,
се поставува, значи, кога беше, со многу имиња се оперираше... Ако пратениците беа премногу агресивни, дали тоа значи дека од друга страна обвинителката беше премногу арогантна и во известни сегменти со политички настап надвор од рамките на правото? Не можем на тој начин да ги гледам работите, а можем поинаку да ви кажам. Значи, пратениците имаат легитимно право да постават прашања. Но има нешто што е вкусно и во ред, нешто што е невкусно и некултурно. Што е факт? Кога се бираше специјалниот јавен обвинител, четворицата лидери има многу луѓе во игра, предлози. На крај Катица Јанева беше избрана утрото многу рано са бајле. Излезе и Груевски меѓу другите лидери и сите имаа пофелни зборови, дури и Груевски, кој што кажа ова е обвинител за кого ние стоиме, има обуки и ја знае материјата и прекрасен експерт. Наедно слушаме од истата таа политичка партија дека не учествувала во организиран криминал, не учествувала. Луѓе, они знае од каде доаѓа, дека е од обвинителството од Гевгелија. Но ајде, ако на овој начин разговараме. Ама ниеден обвинител не решава бракоразодни парници. Ја не можам да сложам со такви изјави. Ако на овој начин разговараме. Каков е тоа? тоа? Во судскиот совет не постои човек кој што работел во организиран криминал и го судел организираниот криминал, па избираат судии кои што работат на организиран криминал. Ако на тој начин размислуваме, до каде ќе стигнеме? Не е во ред. Очигледно е дека се зборува повеќе за личноста и капацитетот на специјалната јавна обвинителка отколку за незиното работење, што по мене не е во ред. А легитимно право е на пратениците да постават прашања и обврска на обвинителот да одговори во рамки на своите надлежности, без да одаде информации кои што се однесуваат на истрагата, на започнатите истраги. И на тој начин и треба да се однесуваме. Ќе видите подоцна кога ќе дојде на ред извештајот за редовното. Ќе го видите однесувањето на истите пратеници, како ќе биде и верувам дека ќе се сменат улогите меѓу власта и опозицијата. И знаете кој е чувство во јавноста, кај обичните луѓе, кај граѓаните, дека постојат две обвинителства, што е точно, но редовното обвинителство е на позицијата, специјалното јавно обвинителство е на опозицијата, на начинот на кој се толкуваат работите. Што не е во ред. Влезе ли, иако ова е редовна обврска на обвинителката, но влезе ли на некој начин таа или СЈО во, да ја наречеме, замката на јавни провокации и прозивки? Не би рекол јас, добро се држи. Меѓутоа морам едно да ви нагласам. Дали знаете дека ова е еден од првите извештаи што го разгледува собранието негде од воопшто, бар ја колку што секам негде од 95-96 година. Знаете ли тоа? Јас сум бил јавен обвинител, знам. Дека не е така. Образложението претходно беше дека се разгледува извештајот на Советот на јавни обвинители, меѓутоа сега без образложение до Јанева го чека својот трети Марко Тврлевски. И Советот на судии са сервис партиски. Јас тоа преска го реков. Тие барат она, ќе си дам слово да кажам и не знаеш ова. Пред малку не сакав, но сега ќе морам да ја во завршното прашање да ја прочитам оценката на председателот на Основниот суд, кој што вели: сериозно ме загрижуваат начинот на како постапува ова обвинителство, документацијата со која располагаат и ракуваат, како и последиците кои може да произлезат од ваквото незаконско постапување, а особено мојата загриженост произлегува од евентуално можни злоупотреби на класифицирани информации и податоци, кои ова обвинителство веќе ги пушта во оптек без сериозен пристап. Ја слушнавме собраниската расправа, видовме дека како се смени расположението и кое е политичкото расположение за поддршка на обвинителството, што може да очекува ова обвинителство кога вакви квалификации, кои што се далеко од правни, доаѓаат и од судовите. Во секој случај, раководителот на специјалното јавно обвинителство, господјата Јанева, не треба да паѓа на вакви провокации.
Тоа е класичен пример на провокација. Не е тоа баш така, како што изнесува председателот на судот. Односот нејзини на нејзините обвинители не е таков. Моje лично убедување дека е крајно професионален и сето тоа во рамките на... Зошто би провоцирал Панчевски, велите дека е провокација од него? Од него? Да, зошто би провоцирал? Зошто би провоцирал? Ќе морам да одберам збор многу кратко да ве објаснам. Има причини за тоа. Тајновити сте како јавен обвинител поранеш. Господин Давидович? Па мислам дека знам што мисли колегата, токму обвинителот е таен и тајновит во врска со Панчевски. Ќе покаже времето што мислел колегата, ја исто, но една работа сакам да ви кажам. Неговиот став е комплетно политички и е комплетно различен од неговото известување кога е во прашање пуч. Ако се сеќавате, можете да ги споредите известувањата и сами од себе си рипа во уста. Неговото делување е познато и е предмет на критика на многу експерти и меѓународни. Како ќе се одвива понатаму ситуацијата, ја едно знам. Ако не се лажам, се извинувам, и во извештајот на Привес тоа е тоа. Меѓу другото, но специјалното се согласувам со колегата, специјалното јавно обвинителство има свој делокруг на работење, има закон, по истиот мора и треба да постапи и едноставно да ја бутка работата до крај, затоа што и во другите земји мислам дека сигурно немале вакви обструкции, али мислам дека нивната упорност се исплатеше. Се сеќавате во Србија специјалниот нивен суд и обвинителството со какви маки кога се во прашање многу крупни личности од политиката на Србија се судруваше. Беа недопирливи. Сега се во затвор. Така и со хрватскиот ускок, уште пофантастични се резултатите на романската обвинителка, нејзиното интервју ќе биде подоцна. Би сакал вашето гостување да го завршам со еден коментар за исто така актуелно прашање, а тоа е повторниот избор на господинот Петар Анецки за председател на Советот на јавни обвинители. Хелсиншкиот комитет денеска го оспорува неговиот мандат, повикувајќи се на членот законот кој вели дека председателот на Советот на јавни обвинители има право само на мандат од 2 години без право на реизбор. Апсолутно се слагам со изнесеното од Хелсиншкиот комитет. Ова не е случајот само кај Аневски. Имаме ние и други примери во рамките на државата. Конкретно имам сознание за Висшето јавно обвинителство Штип, каде што Висшиот јавен обвинител имаше еден мандат, друг мандат, па дојде тука во Советот на јавни обвинители, сега има трет мандат Висши јавен обвинител. Тоа е нонсенс. Да, сосема на кратко објаснувањето на Аневски е се работи за нов мандат како член на Советот за јавни обвинители од 4 години, па во тие рамки имам право повторно да бидам избран за председател. Ама он кажува приказно кој самиот не верува. Нити е нов Советот, нити е нов човек. Он кажува приказно кој и самиот не верува. Господин Давидович? Па не, ова не е нешто ново што се случуваше. Свесни сте дека и други функционери во судството, односно раководители, си го толкува на овој начин, па има по 2, по 3 мандата. И по протекот се вршија функција на мандата. Правото мора да се примени од збор до збор. Ако навистина сакаме да имаме законитост во постапувањето. Децизно, јасно и недвусмислено. Така, а не секој од нив да си го толкува онака како му одговара за да остане во фотелјата. Нас ни е најлесно, ние сме адвокати и ние секојаш ќе бидеме во таа фотелја. Не се бориме за фотелји. Интересно е што они грчевито се борат за фотелји, а тешко се останува таму. Ви благодарам и на двајцата што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше дебатниот дел од вечерашната топ тема, а по паузата за реклами следува интервјуто за достигнувањата, маките, препреките, но и огромните успеси кои што ги доживеа романската обвинителка Лаура Ковеши, која зад себе веќе споменав уште и во почетната најава, има еден извонреден резултат од над 4800 лица за решетки осудени за корупција, криминал, а меѓу нив има високи државни функционери. Останете со нас, интервјуто е по паузата за реклами.
Лаура Кодрута Ковеши, 43 години, поранешна кошаркарка, сега обвинителка, шеф на ДНА, Националниот директорат за антикорупција во Романија. Младата обвинителка 4 години го води ДНА. Институцијата во 10-годишното постоење досега обвинила над 8000 функционери. Судска пресуда за корупција добиле 4849 политичари. Најмногу од нив, над 3000, биле осудени за време на Ковеши. Сега, после 3 години како шеф на ДНА, довербата на граѓаните во институцијата е поголема од 62%. Тоа е највисока доверба на граѓаните во било која институција од правосудниот систем во Романија. Довербата растеше постојано, затоа што имавме многу случаи против министри, поранешни министри, пратеници во парламентот, сенатори, судии и обвинители. Има и случаи кои завршија со пресуди на министри и на поранешен вице-премиер на Романија. Популарна меѓу граѓаните, но и признаена во странство. Списанието Reader's Digest ја прогласи за европеец на 2016 година за успешна борба против корупцијата. Но почетоците на обвинителството ДНА, оформено по налог од Брисел за да ја открива распространетата корупција во Романија, не биле розови. Имало многу обиди за законски измени со кои требало да се смали надлежноста на обвинителите надлежни за политичка корупција. Имало обид и за намалување на финансиите за ДНА, но тогаш граѓаните и активистите сами организирале хуманитарна акција да соберат пари за непречена работа на антикорупцијското обвинителство. Тогаш политичарите се повлекле. Имало дури и обид за укинување на обвинителството на Ковеши. Иницијатива дека тоа обвинителство не било уставно, но Романскиот уставен суд никогаш не одлучувал по таа иницијатива. По сугестија на Брисел, романските политичари, пратеници и сенатори, кои се најчести жртви на ДНА, сепак изгласале промени на законот. Обвинителството на Ковеши е во рамките на системот на државниот обвинител, но потполно независно во истрагите и финансиите. Државниот обвинител може да дава наредби и насоки за работа на ДНА само во организацијска и административна област, но нема право да издава наредби на обвинителите во ДНА, ниту да се меша во истрагите кои се водат. Независноста е присутна секаде во рамките на ДНА. Обвинителите ги бара комисијата во самото обвинителство. Доколку некој сака да брка корупција меѓу политичарите, мора да биде докажан и посветен на правдата. Во моментот, под палката на Ковеши работат 178 обвинители, 65 специјалисти и 25 експерти за борба со компјутерски измами. Во истрагите на ДНА учествуваат 253 полицајци и сите тие се одговорни на ДНА, а не на Министерството за внатрешни работи на Романија. Големиот успех носи и притисок од медиуми чии собственици се осомничени за корупција заедно со политичарите, од политички активисти, но има и закани дури и за семејството на Ковеши. Таа низ најсметка раскажува дека притисоците само ја мотивираат повеќе. Има повеќе видови на притисок врз нас. Прво имаме притисок од рокот во кој треба да завршиме истрага за одреден случај. Имаме барање и потреби одредени случаи да ги завршиме што е можно побрзо. Друг вид на притисоци е индиректен притисок, кој се манифестира кога против одреден функционер ќе покренеме истрага. Тогаш доаѓа притисок или од функционерот кој е под истрага, или од негови поддржувачи и следбеници. Токму политичките функционери кои ќе се најдат на тапет за корупција, често сакаат да ја наречат Сталин, диктатор или недемократ. Ние истражуваме и лица кои официјално се функционери, но и членови на политички партии. За време на тие истраги често добиваме јавни обвинувања дека станува збор за политички мотивирани случаи. Но тоа едноставно не е точно. Не е точно затоа што сите овие случаи завршуваат со обвиненија, што значи дека тие кривични дела не се измислени од нас, туку се подкрепени со докази. Ние истражуваме дела за корупција поврзани со сите партии, што значи дека со нашите истраги се опфатени политичари од сите нивоа на власт, од сите области на Романија, од сите политички опции. Нашите активности не ги испитуваат нивните капацитети за вршење на политичка функција, туку сомнежот е за корупција. Кога на сајтот на ДНА ќе се погледнат известувањата за нивните истраги или за пресудите во нивни случаи, се забележува дека имињата на функционерите не се кријат. Објаснувањата се дека тие користат државни пари и доколку ја злоупотребат функцијата или народните пари,
Тоа треба да биде соопштено на граѓаните кои ги бираат. Има правилник за известување на правосудните институции. Во него пишува дека за јавни функционери и лица на јавни функции не мора да биде сокриено нивното име во известувањето за истрагата, затоа што станува збор за функционери познати во јавноста и за кои се истражува дали извршиле кривично дело поврзано со извршувањето на нивната функција. Има ограничување за објавување на лични податоци, но името на функционер, неговата функција и обвинувањата кои се докажани со истрагата може да се објават. На крајот од секој известување на ДНА потенцираме на правото на презумпција на невиност и известуваме дека ова е дел од постапка, а не конечна судска пресуда. Мора да бидеме внимателни, да известиме јавноста, да го почитуваме правото на презумпција на невиност на осомничениот функционер и да не откриеме детали кои може да наштетат на одреден случај. Со македонските колеги од СЈО имаат чести средби, вели Ковеши. Разменуваат искуства, но разменуваат и какви проблеми имаат во истрагите. Треба да издржат и да имаат трпение затоа што станува збор за комплицирани и тешки случаи, им порачува таа. Важно е да се напомене дека е многу добро што постои и што е формирана таква институција како што е СЈО во Македонија. Добро е што има специјална јурисдикција, има компетентност, има закони кои овозможуваат непречена работа и поддршка на активностите на тоа обвинителство. Исто така треба да имаат доволно и кадровски и материјални ресурси за нивните истраги. Кога сите овие работи ќе се сложат, тогаш сигурно ќе има резултати. Мојата порака до колегите во Македонија да продолжат со нивната работа, да не дозволат да бидат заплашувани од никого и да го спроведуваат законот професионално и непристрасно. Во Букурешт, Ковеши сега има нов сосед, новопечен дипломат од Македонија, која е под истрага на СЈО во Скопје. Тони Екимовски уште не го сретнала, но осомничениот тврдина, како директор на регионалната мрежа СЕЛЕК, веќе го примил во посета државниот романски обвинител. Ковеши не сакаше да коментира за случајот. Не можам да коментирам истраги во Македонија затоа што немам детали и информации за активни истраги таму. Поради тоа не можам да коментирам. Тони Екимовски во својата татковина Македонија е осомнечен за злоупотреба и фалсификување. Во истрагата тврдина, СЈО тврди дека учествувал во уништување на опремата за прислушување од која е вршено нелегалното следење на комуникации. Но никој во Романија, ниту пак во СЕЛЕК, не знаел дека тој дома е осомничен. МВР преку дипломатските канали на Министерството за надворешни работи го испратило името на македонскиот кандидат Јакимовски, кој во јуни е избран за генерален директор на антикриминалната регионална мрежа на 12 балкански држави, позната и како СЕЛЕК. Сега тој има дипломатски пасош, висока плата и е сограѓанин на обвинителите од романското СЈО. А доколку беше гонец според принципите на ДНА, неговото име, иако е јавен функционер од македонската тајна служба, веќе ќе беше објавено во соопштение на македонското специјално обвинителство. Тоа беше репортажата и интервјуто со романската обвинителка на колегата Миомир Серафиновиќ, кој деновиве предстојуваше во студиска посета на Романија, како споредба и илустрација за македонските собитија. Тоа беше се во вечерашната топ тема, со нови содржини се гледаме од понеделник. Довидување.